Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат ве носам на едно преубаво место за бањање, кој се наоѓа после Велес, после Стариград. Од кај мостот има едно патче и се оди нагоре по реката Бабуна. Се оди некои 200-300 метра и има еден многу убав скриен вир, кој што сакам да ви го покажам денеска и да ви го препорачам за уживање, за поврзување со природата, за бањање во ладна планинска река. Значи, од мостот има едно патче, има и под мостот еден вир кој што е убав. Меѓутоа, овој вир е многу поубав за бањање. Пајде ве носам таму, да се избањаме и да ви го покажам ова место. Мештаните тука што живеат во околните села го знаат ова место, меѓутоа луѓето по градовите мислам дека не го знаат, па така ќе им го покажам сега. Ова место е убаво за бањање, исто така е убаво и за кампување. Би го препорачал и за кампување. Ајде одиме нагоре да ви го покажам ова скриено преубаво место. Значи, еве го вирот, значи се наоѓа на некои 200-300 метра од главниот пат, но е малку задскриен. Меѓутоа, местото е преубаво. Приватно е, убаво е и за кампување, убаво е и за бањање, и едно од ретките места во околината на Велес во кој што може да дојдете да се изладите во чиста планинска вода. Ова зад мене е реката Бабуна и во овој горен тек на реката Бабуна, таа е се уште чиста и може комотно да се уживате, да дојдете да се изладите. Значи, ова е некои 15 километри, мислам, од Велес, а не сум сигурен за далечината, меѓутоа, верувајте дека местото е преубаво, вреди да се посети и е препорака од мене за вас да го уживате. Ајде одиме сега да видиме каква е водата, да ви кажам и тоа дали е ладна и дали може да се бања во неа.
Македонија изобилува со овакви скриени бисери. Ова е само еден од нив и местото е стварно убаво. Секако заслужува да биде малку уредено, расчистено и слично, меѓутоа и овакво природно е убаво и го препорачувам топло за посета во овие жешки летни денови. Водата, која што кажав, е чиста. Ете, отидов се избањав, преубава е. И се надевам дека ќе го посетите и ќе ми искоментирате како сте си поминале. И секако да напоменам, доколку посетувате овакви уникатни, преубави места, стуткани во природа, ве замолувам да не оставате ѓубре и доколку има ѓубре да го соберете. Барем овие места, овие џебови на природа да ги зачуваме чисти, затоа што во Македонија веќе не може да се најде место кое што не е покриено со ѓубре. Значи, тоа е тема на која што години и години зборувам и се е џабе. Меѓутоа, ете, пак ќе ви кажам и уште 100 пати ќе ви кажам и ќе ве замолам да си го собирате ѓубрето, да не ја искористувате оваа моја препорака за лоша, односно да дојдете тука да направите хаос, да пиете, да искршите се, да оставите стакло, ѓубре и така натаму и да си отидете дома, затоа што верувајте дека постои проклетство кое што ќе ве следи доколку ја уништувате природата на тој начин. Можеби многу од вас не верувате во тоа, меѓутоа запрашајте се од каде доаѓаат сите овие болести, целото ова страдање во овие земји каде што фрламе ѓубре, каде што сечеме, каде што палиме. Меѓутоа тоа е друга тема која што можеби ќе обработам во некое наредно видео. Сега за сега само да ве предупредам и да ве замолам доколку доаѓате на овакви места да не оставате ѓубре, да не оставате никаков отпечаток. Ете така, вирот е преубав, дојдете, избањајте се, уживајте, почитувајте ја природата. Јас тука го завршувам видеото, одам уште малку да уживам во оваа преубава ладна вода, а вас да ве потсетам доколку сте во можност да станете членови, да го поддржите Сонцогор каналот, да се претплатите, да го споделите видеото, да ставите лайк. Имате толку многу работи што можете да ги направите. Ете, ве подсетувам да ги направите, а ние се гледаме во некое мое наредно видео.